Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска во него имаме гостинка, професорка од Педагошкиот факултет во Битола. Зашто ќе зборуваме, која е темата и кој е поводот, ќе слушнете по музичката пауза. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Гледај како патам без тебе, гледај како плачам само по тебе, ни око да ти трепне. Уживаш секој ден помалку, ме убиваш. Ако ти затреба, тука сум од сите да те заштитам. Ако ме прашуваш, само да си добро, друго не сакам. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, зависен од тебе, јас сум како никогаш. Ти си мојот порок, ти си мојот порок од кој не ќам да се излечам. Само да си добро, не мисли на нас. Само да си добро, ти ке се знајдам јас. Само да си добро, не мисли на нас. Само да си добро, ти ке се знајдам јас. Гледај како патам без тебе, гледај како плачам само по тебе, ни око да ти трепне. Уживаш секој ден помалку, ме убиваш. Ако ти затреба, тука сум од сите да те заштитам. Ако ме прашуваш, само да си добро, друго не сакам. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, зависен од тебе, јас сум како никогаш. Ти си мојот порок, ти си мојот порок од кој не ќам да се излечам. Само да си добро, не мисли на нас. Само да си добро, ти ке се знајдам јас. Само да си добро, не мисли на нас. Само да си добро, ти ке се знајдам јас. Ако ме прашуваш, само да си добро, друго не сакам. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, зависен од тебе, јас сум како никогаш. Ти си мојот порок, ти си мојот порок од кој не ќам да се излечам. Само да си добро, не мисли на нас. Само да си добро, ти ке се знајдам јас. Само да си добро, не мисли на нас. Само да си добро, ти ке се знајдам јас. Почитувани слушатели, денеска во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола имаме гостинка. Заедно со нас и со вас професор доктор Виолета Јанушева, професор на Педагошкиот факултет во Битола. И веднаш уште на самиот почеток да кажеме дека всушност ние сме нагости кај професорката Јанушева во незиниот кабинет на Педагошкиот факултет. Тука го снимаме разговорот. Професорке, ќе ве поздравам. Добар ден, благодарам што одвоивте време да бидете денеска заедно со нас. Благодарам и вам за поканата. Поводот за гостување во програмата на Универзитетското радио УФМ Битола е проектот за медиумска писменост "Младите размислуваат",
кој во организација на УСАИД и РЕКС и Институтот за комуникацијски студии се реализира тука на Педагошкиот факултет, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Меѓутоа, ова не е проект што се реализира само тука на Педагошкиот факултет, се реализира и во други институции, но ќе одиме полека со ред. Значи, како дојде до тоа, овој проект да започне со реализација тука? Добро, значи овој проект во суштина е на иницијатива на институциите што ги споменавте и во суштина тие направија план или направија оглас за високообразовните институции да може да конкурираат и да добијат одреден мал грант во рамките на овој проект кој ќе биде посветен на медиумската писменост во високото образование. И Педагошкиот факултет заедно со други институции секако конкурираше, направи апликација, ја даде апликацијата беше одобрена и така се доби грантот и во декември почнавме со првата работилница посветена на медиумската писменост во високото образование. Медиумска писменост, нешто што во последните години доста се споменува и доста се зборува за тоа и веројатно, да речеме, структурите во државата, гледајќи дека можеби кај нас таа медиумска писменост не на некој високо ниво, се решија малку повеќе за неа да се зборува како во основното, средното, па и на високото образование. Да, токму така како што рековте. Значи, ова е една многу важна, сериозна тема и очигледен беше недостигот од вакви теми и во образованието, а и воопшто во активностите на младите луѓе, студенти, па и други кои не се студенти. Значи, со напорите, најверојатно на овие институции, сега во основното образование веќе има во предметната во наставната програма веќе има содржини за медиумска писменост, иако морам да бидам искрена и да кажам дека тие содржини многу малку, според мене, поттикнуваат за критичко размислување на учениците, но од друга страна сепак е тоа добро, затоа што на некој начин се пробива мразот и се почнува со едно поле, со една област што во светски рамки одамна е присутна, за која одамна се разговара, а додека во Македонија некако подзаборавена или не толку активна. Во средното образование за сега не имам информации за тоа дали проект за медиумската писменост има таму, но она што го знаме дека во наставните програми барем за сега се уште нема содржини од медиумската писменост и едно од настојувањата на овој проект меѓу другите и на Педагошкиот факултет од Битола единица на УКЛО е заложбата такви содржини да влезат и во наставната програма за средно образование. Од трета страна пак факултетите во своите, сите факултети, поголемиот дел, можеби не сите, во своите програми, студиски програми, имаат вклучено предмети посветени на медиумската писменост, меѓутоа, можеби не толку многу поврзани со содржини од медиумската писменост, ами повеќе насочени кон теоретските основи на новинарството, на медиумите, улогата на медиумите во општеството и така натаму. Значи, конкретни вакви активности, да речем, или содржини поврзани со медиумската писменост, во наставните програми на поголемиот број високообразовни установи не се понудени. Од тука една од целите на овој проект е факултетите што се учесници во овој проект да ја земат обврската, да ги надградат своите студиски програми со содржини од медиумската писменост. Тоа не значи дека содржините што професорите ги имаат веќе наведено се бришат и така натаму, туку тоа значи дека се дополнуваат со нови содржини што се актуелни од гледна точка на овој проект младите размислуваат. Добро. Знаат ли младите, работите веќе рековте од декември со студентите тука на Педагошкиот факултет кои што се вклучени во проектот, знаат ли што е тоа медиумска писменост? И не само тие, сега да зборуваме општо. Медиумска писменост, веќе како термин, кажуваме дека не сме доволно медиумски писмени, но знаеме ли што значи тоа? Знаете како, медиумската писменост, мислам, од она што го читав и од она што имав можност да го слушам на семинарите на кои сум присуствувала, во светот веќе одамна постои како термин и се знае од кој е искован тој термин, зошто е искован, по повод која работилница и така натаму.
Дури и медиумската писменост од УНЕСКО чинам беше дефинирана како еден вид од писменоста генерално на учениците, на луѓето, на студентите воопшто. И сега како медиумска писменост, дали знаат или не знаат студентите, може да се каже дека има одредена свест за тоа дека медиумите не се тоа што го пласираат медиумите или што го даваат е, да речам, вистина или лага и така натаму, но има дел што се, да речам, критички размислуваат, креативно размислуваат во овој поглед, но морам да бидам искрена, поголем дел не се заинтересирани не само за проектот за медиумска писменост, туку воопшто за различни активности и некако како да не допираме до тие студенти, а пак и овие што имаат одредени сознанија за медиумската писменост, поредко се среќаваат такви кои сакаат да работат на тамошни активности и да ги збогатат своите сознанија за ова важно поле, да речем. Добро, тоа веќе задираме во некоја друга тема, колку се студентите и воопшто младите заинтересирани за се оно што се случува околу нив, па и нивната вклученост во активностите, ако зборуваме конкретно на единиците на универзитетот. Но, рековте, може би не се толку доволно информирани за тоа што значи да се биде медиумски писмен, и веројатно и преку ваквите работилници на некој начин, еве, дел од нив, оние што се учесници, може да добијат одредени сознанија, па потоа да ги пренесуваат меѓу блиските, пријателите. Секако пак тоа е и една од исто така од целите на овој проект, можеби во иднина по завршувањето на сите работилници, кога ќе се оспособат студентите по-критички да размислуваат за овие содржини, кога ќе се оспособат по-елоквентни да се во овие теми, може да се организираат и работилници или семинари или обуки за другите студенти, ученици што не се опфатени со овие проекти, а што сепак треба да се дел од медиумската писменост како млади луѓе во нашава земја и што треба да се запознаат и со содржините, со тоа дека не е црно-бела цела приказна и така натаму, да ги видат нијансите во приказната и слично. Професор Јанушева, ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани, останете заедно со нас на 90,8. Бакни ме за крај, штом ке си одиш. Бакни ме да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Пакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Пакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни ме
Јавене повторно заедно со професор доктор Виолета Јанушева, професор на Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Разговараме за проектот за медиумска писменост, младите размислуваат, кој што се реализира тука на Педагошкиот факултет. Професор Јанушева, рековте дека една од целите кои што сакате да се постигнат со овој проект е да се надградат и унапредат програмите по одредени предмети кои што задираат можеби или се некако блиску до она што значи медиумска писменост, а врзано за тоа тука на Педагошкиот факултет предметите медиумска писменост, медиумска култура во наставата и лингвостилистика. Да, значи, за разлика од другите високообразовни институции што учествуваат во проектот и кои можеби нема конкретни вакви предмети, на Педагошкиот факултет за среќа, уште при акредитацијата последна на студиските програми се понудија два предмети, од кои медиумска писменост и медиумска култура се директно поврзани на некој начин со медиумите, меѓутоа, како што кажав, содржините внатре се повеќе теоретски насочени, а не кон практични примери за унапредување на медиумската писменост на студентите. Од тука е, значи, надградувањето, желбата за надградувањето, и предметот лингвостилистика, кој на некој начин ги обработува сите функционални стилови на Македонија, имајќи предвид дека новинарскиот подстил е еден од подстиловите во македонскиот јазик. Токму тука има поле да се вметнат содржини од медиумската писменост во овој сегмент во новинарскиот подстил и да се запознаат студентите многу повеќе со критичката писменост, особено да речеме преку пишувањето на наслови, анализата на насловите, од гледна точка на јазичните средства, кои помагаат да се утврди дали, да речеме, еден наслов или една вест е сензационалистичка или не, дали предизвикува внимание, дали новинарите во приказната се држат до своите 5 начела, кои, кога, каде, како и така натаму. Тоа беше од прилика вака главната цел во овие предмети. Со следната акредитација, студиските програми, односно предметните програми, ќе бидат понудени до одборот за акредитација во збогатена форма. Значи, унапредени и збогатени ќе бидат понудени во одборот за акредитација за следна акредитација. Она што студентите вклучени во проектот првенствено го работат, рековте, да се развијат тие вештини за критичко размислување, да можат критички да ga анализираат содржините кои што се нудат на медиумите, да разликуваат вест, да разликуваат вистинска вест, што е дезинформација, проблеми кои што или нешта на кои што ретко се обрнува внимание, а се многу важни. Да, точно. Тоа е, како што кажавте, исто така многу интересно. Денес сме ние сите заситени со информации од најразличен вид. Значи, неколку дена, ако поред читате одредени вестници, да речеме, или одредени статии, ќе забележите секакви наслови контрадикторни, па и сите, не само студентите, не само учениците, па и ние возрастните не знаеме веќе што е вистина, а што е лага. Значи, не јадете ова за да постигнете вака и вака, јадете ова за да постигнете вака и вака, не доручкувајте, истражувачите рекоа дека доручокот е најлошо, доручкувајте, истражувачите рекоа дека и така натаму. Значи, и ние се соочуваме со овие контрадикторни информации возрастните, па кај сите нас се јавува тоа прашање, чекајте, која од овие вести што ги прочитавме или наслови што ги прочитавме, така е вистинита или која е таа што е лажна и така натаму. Оне што е критички читател, оне што е медиумски писмен, секако дека нема да ги прифати, двете информации ќе ги прифати со одредена резерва. Но, оне што помалку е медиумски писмен, така, може да се држи, да стане тоа дел од неговата содржина, животна рутина, да речам на некој начин, па да каже, тоа го прочитав таму и таму, сметајки дека тој е релевантен извор и дека тој нуди доволно информации. Од тука медиумската писменост, јас не би рекла дека е само за студентите, таа е за сите, и за младите, за старите, за пензионерите, за маргинализираните групи, за сите. Значи сите треба да се медиумски писмени, тоа значи за мене во прв ред да може човек критички да размислува и да ги анализира содржините, а не само веднаш слепо да им верува, да ги објавува, да ги споделува и така натаму, без да помислува дека можеби тоа споделување би можело да има и некакви последици за другите. Првенствено вината може би да се гледа во самите медиуми со пласирањето на информациите, но секако оној што ја добива информацијата треба да знае
да ја оцени и да ја прифати, дали како лажна или како вистинита. Во ова време кога, ајде ќе ги речеме, оние државни, локални, регионални медиуми, кои што се веќе регистрирани преку Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, нели ги следат, ги мониторираат и би рекле дека внимаваат на она што го објавуваат, но секако тука и се големиот број портали на кои што можеме да прочитаме се и се што. Точно така. Меѓутоа, истражувањата направени од Агенцијата за аудиовизуални медиуми и од некои други релевантни институции, што имав можност да ги читам преку интервјуа на познати, да речам, новинари, покажуваат дека има дел од вината и во новинарите, секако причините сите ги знаеме, не треба да ги повторуваме. Меѓутоа, во овој проект, лично според мене, јас не се интересирам за новинарот, јас се интересирам за примачот, за читателот, оно што ја чита содржината. Јас сакам да постигнам дека кога ќе се каже дека Бритни Спирс се развела од својот партнер, секој да размислува дали е тоа важна вест, дали е неважна, колку не е допира таа вест, зошто не е важна, како не е важна и зошто била толку таа приказ, знаете, е важна да се најде на страниците на медиумите. Дали се крие нешто за тоа или едноставно се немало друга вест, па се ставила веста за Бритни Спирс. Мора да се научи, треба да се научат сите луѓе критички да размислуваат. Не се само црно-бели работите. Ако размислуваме во црна-бела боја, да речам, тогаш е многу едноставно. Да, овој вестник рече така и тоа е тоа. Да, ама овој другиот рече така и тоа е тоа. Еве судири, еве несогласување и така натаму. Секако има поли за несогласување, меѓутоа конструктивно, критички, со аргументи подкрепено. Ние всушност и не знаеме што денес е вистина, а што денес е лага. Толку многу информации се пласираат. Може би од новинарите што ги рековте дека може би повеќе внимаваат, може би од интернет порталите. Сепак јас мислам дека не сум толку вешта и стручна во ова, меѓутоа сепак јас мислам дека ако некој сериозно се заинтересира да провери дали една содржина е лажна или вистината, може, затоа што тука е истражувачкото новинарство и секој може да провери или барем да добие повеќе сознание за да може да носи некоја информирана одлука, така е сега модерно, тоа е аргументирана, информирана одлука, тоа е термин што се употребува. Јас би рекла повеќе да се служат со цврсти аргументи, повеќе да знаат критика да дадат, значи без оглед позитивна или негативна и да го подкрепат својот став. Една од главните цели кои што ги имате поставено во реализацијата на овој проект, младите размислуваат, е издавање на прирачник на педагошкиот факултет кој секако треба да помогне за разрешување на тие дилеми, не само кај студентите, туку и кај останатите, околу познавањето или препознавањето на вистинските вести од лажните вести. Секако да, значи крајната цел на проектот е изработка на еден прирачник, веднаш по добивање на грантот на педагошкиот факултет се формира тим од неколку професори и неколку студенти заинтересирани за содржините од медиумската писменост и ние веќе сме во процес на подготовката на овој прирачник. Првата и втората глава се веќе скоро завршени, изработени се насловната страница, изработена е корицата, содржината и така натаму. И гледавме во овие содржини да застапиме наши видувања, значи од гледна страна на професорите, меѓутоа од гледна страна на студентите, кои се тие содржини или кои се тие вежби што тие предпоставуваат дека ќе им бидат интересни на идните студенти да ги слушаат или да се вклучат во дискусиите. Потоа крајната веќе фаза е планирана за издавање на прирачникот и негова промоција, меѓутоа за тоа потоа. Во секој случај проектот ќе трае и понатаму до кога? Проектот завршува со завршувањето на средствата од грантот, односно некаде до март треба да бидат завршени сите активности. Меѓутоа, сите овие три организации што ги набројавте веќе се во, како да се изразам, во борба, во желба, во како да речам, размислуваат, бидејќи тоа е најтешко да продолжат проектните активности по прекинувањето на грантот и веќе се размислува за натамошни активности
и со студенти, и со маргинализирани групи, и со експерти од странство, и со меѓуфакултетско вмрежување. Значи се размислува за активности со кои нема да се стави крај на овој проект, туку проектот и понатаму ќе живее во некаква фаза, во некаква форма. Најмногу мислам дека тука би влијаела соработката со општината, затоа што и таа би обезбедила, да речем, на некој начин услови и можности до лицата што се корисници на незините услуги, пак ние да настапиме како еден вид сервис на граѓаните и да зборуваме за медиумската писменост. Има различни форми, ќе видиме како тоа ќе се реализира. Во секој случај, тука сме и ние, Универзитетското радио УКЛФМ Битола, што ќе ве следи како ќе течат натаму активностите во рамките на овој проект, што значи дека ќе се слушнеме и ќе се видиме повторно, па да бидат и нашите слушатели во текст со се она што тука го работите. Секако, ви благодарам на поканата, ви поздравувам и посакувам убав ден. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зашто? На тебе мислам цело време, чекам само знак, било каков од тебе, порака за мене. Да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Ќе нанесам на себе, те чекам да ме спасиш мене. Не сакам да знам ако друга ти љубиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти љубиш, има меѓу нас хемија. Кога погледите ќе ни се сретнат, не ти е седно, знам. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, нанесам на себе, те чекам да ме спасиш мене. Без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Светли
Samo ljubav, ljubav daj i ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Samo ljubav, ljubav daj i ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Samo ljubav daj. Ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj i ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Samo ljubav, ljubav daj i ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Uklo FM, Bitola, ноември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Uklo FM, Bitola.